До крајот на месецот Министерството за култура треба да ја објави националната програма за култура, односно да бидат познати проектите кои ќе бидат финансирани од ресорното министерство. Директорите на трите државни институции, Музејот, Центарот за култура и Штипската библиотека, велат дека аплицирале со проекти со кои ќе се подобри културниот живот во градот. Штипската библиотека за 2018 година аплицирала со 50 на проекти, меѓу кои афирмација на катчето за слепи лица, реконструктивни зафати на објектот, како и валоризација на старите книги. Она што веруваме дека ќе биде одобрено од областа на библиотечната дејност и онаа работа што за прв пат ја започнав минатата година, тоа е детектирањето и ревалоризацијата на старите книги. Сега се надеваме дека ќе се одобрат средства за нивна заштита, со цел понатаму повторно да работиме на афирмација на истите овие книги во земјава и надвор од неа. Исто така, веруваме дека ќе ни биде одобрен проект за набавка на монографски публикации од новата издавачка продукција на македонската литература, меѓутоа и на сите оние бестселери што се преведени на македонски јазик. Реконструктивни зафати се предвидени во Домот на културата Ацо Шопов, а Јован Ристовски, Иван Лео Лемо, Билјана Радиновска се дел од режисерите кои оваа година сакат да работат со штипските актери. Од драмската дејност аплициравме за Амадеус, за патувачкиот театар на Шопалович, за Галеб, за детскиот фестивал и уште неколку проекти. Од останатите имаме аплицирано за музичка дејност, значи треба да добиеме неколку, очекуваме да добиеме неколку интересни концерти, гудачки квартети и така натаму. Од ликовната дејност исто така, покри стандардните ликовни колони кои што ги имаме овде, како Шарено великденско јајце и слично, аплициравме за уште неколку интересни проекти со скулптури кои треба да ги донесеме овде. И во оваа година локалитетот Баргала ќе биде во фокусот на Штипскиот музеј, а се предвидени и конзервации на икони, како и издавање на втор дел од книгата «Штипјани, учесници во Балканските војни».